Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Со возраст, по 40-та година, се повеќе луѓе се соочуваат со потешкоти при читањето ситни букви, појава позната како старосна далековидост. Дали станува збор за болест или природен процес? Кога е вистинскиот момент за очила и дали постојат ризици ако се користат очила со диоптер, што може да се купат во маркет без преглед? Агенцијата за храна и лекови одобри специјални капки за очи кои ветуваат дека би можеле да го заменат носењето очила за читање. Како функционираат овие капки, за кого се наменети и дали се безбедни? Разговараме со доктор Фанка Гилевска, специјалист, офталмолог и хирург. Разговорот следува веднаш по рекламите, а ќе имате можност да поставите и прашање во програма. Дали специјалните капки за очи ќе ги заменат очилата за читање? Ова прашање денеска ќе го патиме на доктор Фанка Гилевска, офталмолог и хирург во Промедика, офталмологија и систина офталмологија. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, благодарам за поканата и секогаш ми е задоволство да дојдам во студиото на Телма. Милиони луѓе во светот имаат проблем со видот од близу, па секојдневните активности како читањето или па користењето мобилен телефон стануваат вистински предизвик. Па која е најчестата причина поради која што се влошува видот од близу по 40-та година, зошто одеднаш ни станува толку тешко да ги читаме оние ситни букви на листовите? Да. Па не настанува тоа баш одеднаш, всушност тоа настанува постепено, некаде од 40-та година до 45-та, постепено прво приметуваме дека малку се замараме кога подолго гледаме на блиску, потоа рацете ни стануваат се пократки, па некои денови имаме поголем капацитет да прочитаме на блиску повеќе страници, други денови сме поуморни. И вообичаено, кога ќе не фати уште некаква друга болест, например некоја потешка настинка, нешто во кое што организмот се уморува и после тој настан пациентот вообичаено доаѓа и вели нагло од вчера веќе навистина или од оваа настинка веќе навистина не можам да читам на блиску, врзувајќи го читањето на близу со некаква болест. Всушност тоа е затоа што мозокот, нашето тело има одредени компензацијски механизми со кои потребата од очила за близина ја компензира некое време, а кога ќе се бави со нешто друго, например сме болни, онда бавејќи се со тоа друго не успева да го искомпензира овој дел, го баталува и онда после настинката нас ни се манифестира некаква ваква ситуација, после ковидот, например, а нема врска со тоа. Од 40-та до 45-та година е тој период во кој слабее акомодацијата. Што е акомодација, да, што е тоа? Акомодација е збор многу често го користиме и кај младите како заморна акомодација. Всушност нашата природна леќа која се наоѓа позади црнката, позади зеницата. Таа е голема. Голема е колку што ни е ова кафеавиот дел на окото. Значи, и таа се наоѓа позади, ние го гледаме централниот дел од неа, само низ зеничниот отвор. Таа природна леќа има одредена диоптриска јачина. Кога ние гледаме надалеку, значи гледаме кон бесконечност во отворен простор, леќата има облик прилично е сплосната. И има одредена диоптриска вредност, например 23 диоптри. Кога ние сакаме да гледаме блиску, таа леќа со помош на едни мускулни влакна, зонули, таа се испакнува и станува 24, 25, 26 диоптри. На тој начин ние фокусираме на близу. И таа моќ на леќата да ја менува својата диоптриска јачина се вика акомодација. Таа акомодација, например, е одговорна ако почнеме од најраната возраст и имаме едно детенце на 3-4 годинки, на кое што докторот на систематски, сега веќе обавезно на 3 години да се прави преглед во градинка, вели детево има плюс 4 диоптри, треба да оди на офталмолог. И ние наоѓаме плюс 4 диоптри. Прашањето е како е можно ова дете да има 4 диоптри, тоа не е малку, да гледа доста добро и да не се жали. Затоа што тие децата, кои се мали, во мала возраст, децата имаат огромна моќ на акомодација. И ние кога ќе го снимиме тоа дете, некогаш ако оно ја напне својата акомодација, додека седи на апаратот со балон или со кугичка, може нас апаратот да ни покаже 0 или 0,5, 1, не 4. И ние затоа на преглед
правиме преглед така што капнуваме капки со кои ќе ги релаксираме мускулите. Ќе ги проширите зениците. Али не е тука спор на толку ширењето на зеница, ние тоа луѓето полесно го разбираат, всушност е поентата да ги блокираме мускулите за да излезе диоптријата на површина без акомодација. Истата таа акомодација како старееме незината моќ опаѓа. Па онда на пример, ако еден млад човек кој што имал 3 диоптрии или 4 во својата детска возраст, ме го терале да носи наочари, па после во средно школа поради естетски причини ги тргнал, па после на факултет не му ни требале наочарите, добро функционирал, па онда на 32-3 години, значи рано пред 40-та, ќе дојде и ќе почне да се жали дека нешто му смета, па ќе му дадеме наочари, тие не се за блиску. Он на блиску му притребуваат, ама тие наочари он ги има потреба од нив од раното детство, само акомодира доста добро, па сега на 30 малку полошо и на 40 години ќе акомодира, ќе престане да акомодира, да речеме. Така да тоа е тој процес старечки. Сега таа старечка акомодација е кога веќе нашата леќа која можела од 22 да дојде до 26, веќе не може. Може само до 25. У незината најголема сила на акомодација 25 и онда ни треба плюс 1 да и помогнеме за да прочитаме наблизу. Или кога уште повеќе ќе нема да акомодира, па од 22 или 23 ќе може само 1 диоптрија, па ќе дадеме плюс 2 во диоптрија. Ете тоа е таа. Значи не се работи за болест, туку за еден природен процес на старење. Тоа е процес дегенеративен, дегенерира леќата, дегенерира тие зонули мускулчињата, али нашето око старее исто како целото наше тело и тие се природни физиолошки процеси. И сега има тука еден термин, се вика старосна или старечка далековидост, но има уште еден миопија, односно кратковидост. Која е разликата? Два термина се однесуваат на основната диоптрија. Едната е миопија, кратковидоста миопија, тоа е кога окото е малку подолго. Значи, оптичките медии, леќата, рожницата, оние прекршуваат светлината со одредена снага, со цел да она се формира сликата на ретината. Ако окото е подолго малку, па сликата е без везе пред ретината, и онда не е јасна, тоа е миопија. Ако окото е пократко, тоа е хиперопија или далековидост. Термините далековидост и кратковидост не се точни. Они се народни затоа што најчесто тие луѓе што се миопи, тој човек што има -2, надалеку не гледа, ама на блиску гледа многу добро. Фокусот му е поблиску затоа што нема потреба да акомодира неговата леќа. Додека далековидост затоа што овие хиперопите што имаат пократко око, тие надалеку компензираат со леќата, па на блиску им е потешко, па они се далеко види. А оваа старечката далековидост како термин, па сосема е вештачки измислен. Тоа е пресбиопија и таа е всушност затоа што е плюс диоптрија, па се вика далековидост, дека одговара на овие со кратко око, а старечка дека не е идентична на оваа со кратко око, туку е нова која се јавува у старата возраст. Значи термините кои би биле, да речеме, попрецизни би биле миопија, хиперопија и пресбиопија. И тие се усвоени кај нас како термини, без разлика народски што ние со пациентите и понатаму комуницираме на далековидост, кратковидост варијантата, али овие се термините што в принцип треба да се користат. Така денеска на пресбиопијата ќе биде ставен акцентот, така на старичката всушност далековидост и неможноста да се чита од близко. Дали на сите тоа ќе ни се случи со текот на годините? На сите ќе ни се случи, иако не со еднаква брзина. Ние имаме пациенти кои, како што кажавме, веќе на рани 40 години имаат такво чувство дека на близина малку им фали додаток, им треба екстра помош, посебно ако они работат на близок фокус, например рачна работа. И имаме такви пациенти кои што имаат 50 години и понатаму сметаат дека не им требаат наочарите. Потребата од очила за близу е индивидуална потреба. Тоа не е нешто што мора. Нешто што докторот како лек, вие морате да ги носите очилата за близу. Не морате. Ако тој пациент, а такви има доста, он вели јас воопшто не читам. Мене професијата ми е, во главном сум во кола, возам, кога ќе дојдам дома, јас сум уморен, гледам телевизија, не читам. И немам потреба да му наметнам наочари за читање, без разлика што он има 55 години, ако он субјективно нема потреба за тоа. Ако има потреба, ќе дојде и ќе побара. Така да тоа не е нешто кое носењето очила ќе го успори, ќе го забрза. Тука има една дилема, тоа сакам да ја прашам. Дали ако ги ставиме очилата за читање, ќе ни стане окото помрзеливо?
и ќе ни се влошува диоптерот со текот на времето. Има смисла тоа и да спомнавме и вежбите за очи се темелени на тоа. Нема окото да ни стане помрзливо, него ние кога фокусираме и леќата наша ќе ја натераме да биде 26 диоптрии, силно напната за да ние читаме една книга. Нас во тој момент кога ние сме дошле по очила за читање, значи дека тоа ни е проблематично. Дека ние со таква ситуација леќа 26 во позадината, а читаме книга, дека имаме тегоби. Ни се мешаат буквите, го губиме фокусот, потребно е да рефокусираме свесно, оддалечуваме, приближуваме, светлото го мрдаме, значи имаме проблем. И тоа е проблем резултат на потреба од очило. И кога ние ќе дадеме на очари по одредена диоптрија 1, пациентот кој ќе ги стави, он почнува комфорно да чита. Очните мускули они ќе се опуштат малку, веќе нема да бидат стегнати на 26 да пулсираат, него ќе се опуштат. И онда кога ќе ги извади на очарите, многу полошо ќе гледа. Така. Заради тоа што му треба време. Тоа не е трајно. Повторно ако не ги носи на очарите некој време, пак ќе му се стегнат очните мускули. Али има чувство дека сега откако ги носам сега не можам да гледам. Ако малку се потрудите, ден-два повторно тоа ќе се врати. Али прашањето што мене ми е често кое го поставам ја на пациентите е зошто? Зошто ние би сакале, би преферирале да имаме симптоми на одредена тегобност, а тоа е да имаме непријатност, отежнато читање, да фокусираме на својот вид наместо на текстот пред нас, наместо да носиме на очари. Тоа ми е дилема до ден денес, затоа што пуно луѓе преферираат, јас сум изненадена колку луѓе преферираат да не стават на очари, да се помачат уште малце. Ве прашуваат ли дали да почекам? Да. Кој е вистинскиот момент да ставам очило? И не само тоа, него ако не морам, не би ставил. Не морате, ако вашите симптоми, значи вашиот проблем личен не е доволно силен за да ставите, не морате. Не носењето очила нити ќе ја зголеми диоптријата, нити ќе го забрза процесот. Тој процес ќе си биде природен како што би бил и кога не би носели и кога би носеле очила. Само едноставно како подобри квалитетот на живот. На животот во тој период. И јас затоа сметам дека ако сметаме дека ни е подобро, а сме фокусирани на нешто што е на блиску работа, кое ни е хоби, професија, нешто, дека апсолутно не гледам зашто не би ставиле наочари и ништо нема да се расипе трајно во тој контекст. А има ли некои така најчести, најголеми грешки што ги прават пациентите додека носат очила за читање? Проблем ли е ако се стават очилата за читање, потоа со нив се гледа надалеку? Дали така ќе си ги расипеме очите? Не, всушност тоа е значи има таа е категоријата меѓу 40 и 45, кога всушност они имаат на пример плюс 1,5 диоптер за далеку. Ама на 40 до 45 ако се здрави, млади, фит, без некои други болести, диоптрија 1,5, они ја компензираат доста добро. Значи, у најголем број ситуации не им требаат, но кога ќе читаат подолго на компјутер или во книга или на телефон, тогаш им претребуваат. Таа диоптрија тие имаат, она е за далеку, за постојано носење. Они би можеле да станат од сабајле, да ги стават тие 1,5 и да гледаат се со нив и далеку и близу. Меѓутоа, они одбираат дека ќе ги носат само кога имаат потреба. Така. И таа е некоја преоден период кога всушност наочарите за далеку се користат за близу, па они почнале само за близу пред монитор, ама забораиле па си тргнале на кај дома, зашто и надалеку им е подобро со нив. Тоа е тој момент надалеку и близу и не можат ништо да расипат. Ако прави наочари за близу, ако вие сте 0 за далеку и имате чиста плюс диоптрија за близина, и ако тргнете со нив надвор, ќе ви биде лошо, нема да ви биде добро. Апсолутно ќе ги тргнете. Така да не може да се. Она што е другата варијанта, значи што ме рековте, ме подпрашавте дали може нешто лошо да се направи. Тоа е кога пациентите кога купуваат сами наочари или некогаш и на офталмолог, они одбираат наочари, нели секогаш им даваме ајде прочитајте тука, така, согласно возраста и согласно примарната диоптрија за далеку. И додаваме. Ако се додаде прејак плюс, кој на пациентот му е субјективно во тој момент баш добро, се му е големо, како низ лупа, онда очните мускули може малку превише да се олабават и да го забрзаат процесот на потреба од екстра поголема диоптрија. Тоа ми беше следното прашање тогаш, како да се одбере вистинскиот диоптер, доколку на тој тест се покаже дека 1,75 е идеалниот диоптер.
а тој може би е прејак за пациентот во моментот. Дали може би сепак треба да се земе малку послаб? Тестот се прави така што прво се коригира диоптријата за далеку, пациентот седи. Како пациентот да процени дали му е прејак тој диоптер или е Значи према фокусното растојание. Значи пациентот не може он да процени сам, затоа оди на лекар, али кога идеме, он прво ја коригираме диоптријата за далеку. И онда кога ќе искоригираме таа за далеку, се понашаме дека ние сме далеку нула и пред пациентот сетнуваме да ја пробаме близината. Му даваме пред себе текст со различна димензија на бројки, сите го виделе тој текст. И пациентот му додаваме екстра плюс, тоа се вика адиција. Тој екстра плюс согласно возраста има приближно колку би требало да биде испитано на илјадници луѓе во тестови на акомодацијата колку брзо слабее. Па ако е пациентот меѓу 45 и 50 години, му додаваме плюс 0,5, плюс 0,75 или плюс 1. Ако е од 50 до 55, му додаваме плюс 1, плюс 1,25, 1,5. Ако е над тоа, 1,5 до максимум 2, и тоа е финалното 2, 2,25 би била максималниот додаток на пациентот. Сега, кога гледаме пациентот како чита, ако он со нашата корекција има фокусно растојание, каде текстот најситен му е на 30 до 40 сантиметри, тоа е правиот фокус за него. Значи оддалеченост, да. Ако гледаме дека он кога ќе приближи овде, му е исто многу добро, тоа не е добро. Значи фокусот е преблизу, прејаки му се. Ако тежне дека добро читам, ама сакам малку подалеку, подобро ги гледам, онда му е преслабо. Онда откако тоа ќе го избаждариме меѓу овие три вредности од прилика, што се за секоја возрастна група, онда го прашуваме, а што вие правите сепак на блиску? Нема смисла да му дадеме слаба адиција на пациент кој што везе. Некоја баба што дома нешто прави рачна работа. Или да му дадеме појака адиција за читање книга на некој кој што е на компјутер 10 сата, а компјутерот му е подалечку, он е завален у столица. И онда кога ќе ни каже додатно што прави, онда уште еднаш го рекоригираме, плюс минус 0,25 нешто, согласно дистанцата која му веќе најмногу не го одговара. Значи има техника. А са пациент која ќе дојде на пазар, која ќе седне новина да земе, он убаво гледа, ама често пати фокусното растојание е преблизу. Не гледа работна маса, не гледа куњска маса, не гледа која стои пред себе вака просторот. И онда зема појака диоптрија во плюс. Освен ако тамо некој што работи, не му каже застани, под застани ги вака рацете, под прав агол да ти бидат, не ги приближувај. Често пати има тамо луѓе, не се тие тотално дека не разбират, свесни се па помагаат во тоа, али тоа е таа грешка која може да се случи, тежнееме да се земе повеќе плюс дека позумирано ние подобро ни се гледа од прва. Значи тоа е грешка. Да речеме. Сега, што е со ние готови очила со диоптер што се продаваат и во маркети, и во аптеки? Дали без лекарски преглед се земат? Значи пробуваме дали добро читаме со нив или не. Безбедни ли се тие опции? Мислам, тие очила имаат одредена, да речеме, главната фалинка, често пати има тоа што дистанцата меѓу зениците, некој има дистанца меѓу зеници колкава е, па пациентот дали знае колкава му е дистанцата меѓу зениците, затоа што тоа од стаклото, низ кој дел од стаклото гледаме, е важно која е и диоптријата и како се прекршува сликата. И онда тие наочари, ако му се добри и ако он со нив добро функционира, немаме ништо против нив. Значи, они не се штетни. Но се случува често пати да поради дистанцата зениците или очите сепак не се идентични, па диоптријата не е иста, да се јават симптоми на нелагода. И повторно, без разлика што тргнал по наочари, поради тоа што имал симптоми на непријатност во читањето, он става на очари сега, подобро гледа и повторно има друг тип на симптоми на непријатност. Главоболка, некоја замор, му се вртат некако текстот, така натаму. Така да повеќе самиот ќе примети. Немаме ништо против тоа. Секако подобро е да оди на офталмолошки преглед. Али самиот ако не приметува дека нешто му смета, окей. А откако ќе се стават очилата за читање, колку често треба да се прават офталмолошки прегледи? Ако е само диоптријата за близина, на 2 години. Сосема доволно за да го видиме тој скок на диоптрија за 0,25, дали е настанат или не.
Ако имаме други состојби, еднаш годишно, други состојби, затоа што ние кога ќе дојде пациент, без разлика тој доаѓа само за блиску, ние доаѓаме, гледаме и далеку дали има диоптрија, па ја шириме зеници, па гледаме катаракта дали има, па мериме очен притисок, гледаме дали му е суво окото, зашто сега на таа генерација помладите, они мислат дека не гледаат на монитор, всушност имаат суви очи, не е до диоптријата. Кога трепкаат почесто, сликата е појасна. Кон крајот на денот све им се замачкува. Треба да капаат капки. Значи, гледаме тоа, па ја гледаме ретината. Дали има некоја ретинална дегенерација, која што е добро се толерира у раните 30, над 40-та година може да направи некоја руптура на ретина, која не е важна да ја видиме пред пациентот да има симптоми. Значи, проаѓа на низ преглед. Сега, ако прегледот е апсолутно се окей, може 2 години ќе се видиме повторно диоптрија да ја провериме, па повторно да видиме дали е се во ред. Агенцијата за храна и лекови неодамна одобри специјални капки за очи, кои што велат дека би можеле да ги заменат очилата за читање. Колку е тоа реално и како функционираат тие капки? Да, ба, реално е, ама тие не се така нови. Мислам, ова одобрување, така. Тие се нови. Меѓутоа, такви обиди имаше претходно. Кој е механизмот од почетокот која ја објаснувавме акомодацијата? Првите капки 2021 година беа одобрени и тие беа базирани на пилокарпин. Тоа е една состојка што ние во медицината ја користиме кај пациенти кои имаат глауком. Значи глаукомот, тука сте имале емисии за глауком куп, значи глаукомот може да биде со отворен агол, кога истекувањето на очната вода е непречено, ама проблем е нешто во самијата мрежичка за истекување или во создавањето. И може да биде со затворен агол, и тој затворен агол е пошто истекувањето на очната вода настанува помеѓу овој предниот дел што ни е прозор и шареницата. А шареницата е едно згужвано ткиво. И онда кога таа шареница ќе се залепи за очниот агол, кај што истекува очната вода, го затвара физички него и онда настанува нагло пораст на очниот притисок. Тие пациенти доаѓаат со 60 притисок и болки. И пилокарпинот, кој што ја собира зеницата, ја влече шареницата вака да се оптегне кон центарот и така го отвара тој очниот агол. И тоа е неговата примарна примена кај нас во секојдневието. Освен што ја влече шареницата и прави да зеничниот отвор биде малечко дупче, ние како деца сме приметиле дека автобус вака боле се гледа кој доаѓа отколку кога гледаш со двете очи право. Во тој истиот механизам, да дупче мало биде црнката да се смали, има уште еден механизам, тој пилокарпинот, да на леќата малци и помага да ја стегне, и акомодацијата ја подобрува у тој момент. И тој е механизмот на пилокарпинот. Меѓутоа, 21 тие капки не заживеа. Зашто? Едната причина беше што имаат конзерванс, капките со конзерванс, потешко се толерира црвенило едно друго на очите, и втората е што со стегањето на шареница, ако со акомодација континуирана, почнува да ги боли глава луѓето. И не можеш премногу да ги користиш, може да се инцидентни, али прават спазам на таа мускулатура. Па онда може и да заматат вид надалеку, дека са ти си у акомодација, не може да се опушти окото да гледа, леќава да се исправи надалеку. Тие беа нивните несакани. Излезе втора генерација 23 година, исто на пилокарпин, ама помала концентрација, и на тој начин ова акомодацијата малку порелаксирана беше, немаше толку главоболки, без конзерванси, и тие беа подобра верзија. Исто така собира зеницата. Меѓутоа, повторно поради таа, иако мала, за пациентите кои користат редовно акомодација главоболка, ни тој не заживеа. И сега имаме прв пат лек, неговата важност е прв пат од друга група, која не прави акомодација. Прави само да зеницата биде малецко дупче. Значи, она наместо да може како бленда на фотоапарат да се смалува, шири, на темница се шири, на светло се смалува, она е цело време малецка. И они би биле многу подобри, веројатно, кај помладите луѓе, кои што малку им фали. Али се, например, кога пациентот има катаракта, таа катаракта може да е централно лоцирана. И ова, кога се собере зеницата, точно гледа овој пациент низ катарактата. Низ заматеното. Низ заматеното. И само реално подобро му е. Тие пациенти кога доаѓаат, кога ќе ги распрашаме, секогаш разговараме пуно, кога ќе ги распрашаме, он подобро гледа усумрачно. Кога зеницата му е поотворена, полето му е пошироко и попријатно му е. Така да кај него дефинитивно не би биле ефикасни. Така да имаат одредени ограничувања. Значи не се наменети за секого. Не се за секого, треба да се види како ќе, што клиничките студии се една работа,
клиничката пракса е втора, и онда кога ќе почнат во праксата, пошарено лика популација ќе ги користи, и онда ќе излезат нивните и добри и лоши страни. Дефинитивно се радуваме дека имаме некој таков препарат, али дали комплетно ќе ги замени очилата или само ќе биде некакво решение за одредени луѓе, секогаш под надзор, тоа е прашањето. До прва времето ќе покаже. Али се радуваме дефинитивно. А дали трајно ќе го решат овој проблем или ќе треба секојдневно да се употребуваат? Не, тоа се капки, но они имаат одредено дејство 6 сата, например. Во тој контекст идејата е дека ако сте на работа и имате мала потреба од близина, не сакате да носите очила, капате капки од сабајле, кон крајот на работното време нивниот ефект поминува и супер поминува, после излегувате надвор и вториот дел од денот вие на отворен простор, на кај дома, во кола, работи кои не ви треба, така зеницата да ви биде како дупче, зашто таа мала зеница која ќе влезете во потемна просторија не е многу пријатно, видното поле е потесно, така што не е тоа идеално решение во секоја ситуација. А што велат податоците со кои што се располага засега? Имаат ли несакани ефекти овие капки? Па, несакани ефекти се јавуваат одредени црвенило при почеста употреба, се јавуваат главоболки многу ретко, многу поретко од претходните капки, поради сепак спазам на сфинктерот, на мускулчето на ирисот, континуирано кога се користат. Нивното траење кој треба да биде 6 до 8 сата, некогаш може да биде пократко кај некои пациенти, така да немаат многу несакани ефекти. Всушност, секогаш знаете кога излегува нов лек, безбедноста е на прво место и сега леков што излегува, он е генерално безбеден. Тоа е, а колку ефикасен е допрва ќе видиме. Така, допрва тоа ќе се види. Тоа ќе се, безбедноста е во ред. Сепак како информација е интересно да се потенцира и да се проговори за неа. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани емисијата е Контакт. На сите прашања кои што се поврзани за проблемите со видот, можете да ги поставите во престојново издание на Телма Амбуланта. Доктор, ке ние продолжуваме понатаму, покрај очилата за близу. Што би било друго решение кај луѓето кои што имаат проблем со старичката далековидост? Дали кај нив се опција контактните леки? Да, постојат контактни леки. Првата опција пред контактни леки е кога имаат пациентите очила за далеку, а онда тие очила веќе не им одговараат и за близу, а пациентите се минус диоптрија миопи, онда правиме еден тип на моновижн. Тоа е за мене многу симпатична варијанта. Например, ако вие имате 45 години и кога би биле надалеку 0, би имале плюс 0,5 за близу. Тоа е мала диоптрија. Ама вие имате минус 2 надалеку, јас на едното око ќе ви ставам минус 2, на другото минус 1,5. Добро. Со тоа, оково што е минус 1,5, ќе ви чита близу, другото ќе гледа далеку и тој моновижн заедно ќе функционира совршено. Тоа е привремено решение и тоа се практицира се додека разликата меѓу едното и другото око не биде над 1. Значи, меѓу 45 и 50 години, пациентите со минус диоптрија може да функционираат со моновижн варијанта. Или да ги вадат очилата за далеку и да читаат, пошто они на блиску читаат добро. А препорачувате досакате додадете уште нешто? Ништо. Препорачувате мултифокални очила? Тоа е или да си имаме варијанта. очила и за близу, и за работа на компјутер, и за далеку? Варијанта. Ако сме минус варијантата, онда или ќе ги вадите очилата или ќе имате моновижн во таа варијанта. Ако сте плюс, нема што да се вади, него најверојатно ќе ви дадеме мултифокални. Сега има мултифокални за млади, има едни Hoya Sync стакла, тие имаат адиција 0,6, 0,9, некои нетипични адиции во долниот дел и тие се многу згодни за почетници носачи на мултифокални ночари. Кај што диоптријата одгоре надолу се појачува и треба да се навикне човек да функционира со главата. Значи сепак треба да се навикне. Има варијанти, а треба да се навикне. Да го слушаме прашањето од гледачот, па ќе проговориме уште малку за мултифокалните очила. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Значи, мајка ми има проблем со видот, правеше една операција виктертомија на задното дно и беше диагностицирано макулар хол. Некоја се направи операцијата, таа дупка се затвори, меѓутоа видот тешко и се враќа. Има подобрување некои 50-60%, меѓутоа има поминано околу 6 до 8 месеци после операцијата и слабо се враќа видот.
Сега од терапија пие цитикол вијали и стававме цитикол Б капки. Меѓутоа, после 8 месеци многу слабо се враќа видот. Таа е диабетичар, дали видот ќе се врати или тоа е трајно оштетување, прашањето. Или трајно оштетување. Меѓутоа, на снимките што се прават во клиника, таа дупка таму, тој макулар хол, одлично се пополнува, меѓутоа многу споро. Таа има диабетес тип 1, дали заради диабетесот послабо се враќа видот и послабо поспоро се затвара дупката. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Докторке, што можете да советувате? Вака, макуларната дупка значи дека ретината, која што е составена од повеќе слоеви, има фоторецептори, крвни садови, различни типови на нервни спојни клетки, која што треба да има облик на благо вака срце, она на тоа место баш кај што е фокусот, кај што е вломнатината, има дупка и онда двете целосно има простор кај што фоторецепторите тамо кај што е фокусот, кај што ни е најјасниот вид, тамо фоторецепторите веќе се оштетени. Без разлика што со операција анатомски тоа се поправа, се затвара таа дупка, анатомски ретината изгледа во ред, регенерацијата на фоторецепторите е ограничена. Значи, тоа не е процес кој што може да се постигне потполна регенерација, затоа што тоа се нервни клетки. Нервното ткиво има ограничен капацитет, ограничена моќ да се обновува. Мала, не толку силна регенеративна способност, посебно кај пациенти кои имаат и други болести, диабет, проблеми со циркулација и така натаму. Така што анатомски стои ретината уредно, меѓутоа функционално после 6 до 8 месеци не сум сигурна сега да речам тоа е тоа конечно, ама близу конечното сме, затоа што регенерацијата е таа која не мора да биде комплетна, зависи колку била длабока дупката, дали е зафаќала целата длабочина на ретината, колку долго така стоела дупката, за да фоторецепторите се оштетат. И тие се работи кои не се видливи на ОЦТ снимката, кај што се гледа дали е добро ретината. Обично видот се враќа? Не се враќа во целост. Во целост. Да, макуларната дупка, затоа е индикација за операција кога видот значајно ќе се намали, зашто операцијата да има некаква корист од неа, да се подобри видот 2-3 реда од што бил предоперативно. Имаме гледачи кои што очекуваат вклучување, малку подолго емисијата ќе појасниме и за мултифокалните очила. Добар ден за следниот од нив. Ало? По програма сте? Добар ден. Ве поздравувам. Ви благодарам. Поздрав и до вас. Имам 83 години. Така. Правена сам операција од катаракта пред 22-3 години. И сега ми најдоа притисок на очите. Ми дадоа капки траватан. Колку време треба да се пие траватан? Се капа. Колку време треба се капнуваат во окото овие капки? Тоа ви е прашањето, така? Колку време долго во животот треба да ги употребувам? Така. Или треба да се прекинат? Така, дали треба се прекинат или пак е ова доживотна терапија? Докторке? Тоа што ви ги дал капките ќе каже дали ќе ги прекинете. Во основа, ако е тоа примарен притисок, значи со отворен агол, заради возраста и сите промени што ги трпи окото, тоа истекување на очна вода е нарушено, онда траватан може и да остане трајна терапија. Меѓутоа, никако не е терапија која пациентот ја зима 3 месеци, 6 месеци, па прекинува, па оди на контрола. Доаѓа во обзир да се прекинат само ако притисокот значајно се намали, па докторот кој што ги дал капките ревидира својата дијагноза поставена глауком и рече, може би ова било нешто привремено, може би не е глауком, ќе направам сега видно поле, ОЦТ, ќе оставам без терапија 1 месец, ќе ја видам повторно и ќе направам ревизија на својата дијагноза. Инаку се додека изричито не се каже да се прекина, таа терапија се капа постојано. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте го очекуваме вашето прашање. Повелете. Би сакал да ве поздравам и да поставам едно прашање. На возраст сум од 73 години, на 10 годишна возраст десното око ми е оперисано од страбизам
Страбизмот е решен, да кажеме, окото е исправено, но видот остана намален. Не е битно од какви причини претходно е изгубен видот, на негде 30, предпоставувам 30% е вид. Сега левото око носам веќе голема диоптрија за близу, мултифокални очила користам, 4,25, со предпоставувам единица е за далеку. Сега ме интересира, прашањето ми е дали постои некоја можност, некоја интервенција на десново око за враќање на видот или некои леки, контактни или било какви, затоа што на моје години не е ништо спорно и чудно да добијам некоја од овие болестиве на што го видат перде, кажа на народски. И што би правил со тоа моје око 30% во тој период додека се реши? Тоа би било. Дали постои некој нешто за интервенција? Така. Ви благодарам за вклучувањето, да немате само некој прашање. Не, најверојатно е амблиопија на тоа око, кога тоа око има и страбизам, па во развојот на видот фокусот не паѓа кај што треба право на ретината, туку некаде на страна и не се развива видот. Амблиопијата, слабовидоста, мрзливо око, сите тие термини се исто и тоа е нешто што се третира во раната детска возраст, до 7, 8, 9, 10 години, толку. Натака останува таа слабост, без разлика страбизмот што е решен, после тоа, окото останува слабо видно. Тоа око нема начин да го подобриме со никаква операција на очари и тоа. 30-35% не е малку вид на тоа око и тоа око треба да носи корекција. Значи, на очари какви што има потреба диоптрија, колку му помага толку за да учествува во гледањето, за да мозокот се навикне дека тоа око сепак колку толку придонесува. Сите обиди да такво слабовидно око го подобриме со затварање на здравото око се успешни до некаде, се подобрува видот на ова лошото око, се додека е затворено ова здравово око. Кога ќе ги отвориме двете одреден период повторно да функционираат заедно, повторно регредира подобрувањето. Се повлекува. Така, но во ситуации кои сме имале и низ литературата и во пракса, да поради некоја несреќа, ова доброво око го изгуби видот или нешто се оштети, тогаш неверојатно брзо слабото око има капацитет да ја подобри својата виднаоштрина и да превземе. Така да, советот е да се носи корекција, без разлика каква е, колку гледа толку 35% не е малку, и за далеку и за близу да се уклучи во гледањето, а другово око за да се чува годишни прегледи, и ако се добие катаракта или некоја друга болест, рано да се лекува, да не се чека да прогредира. Кога зборуваме за мултифокалните очила, кои се нивните предности, но и недостатоци? Во денешно време мултифокалните очила се доста веќе напреднати како технологија, персонализирани се прават снимања на компјутер, точно погледот природно каде ни се вперува кога гледаме блиску, далеку, средно растојание и тие се многу попријатни и побрзо адаптибилни отколку во минатото кога излегува. Важно е оптиката кај што се прави да се искомуницира со оптометристот околу дизајнот на прогресив кој ќе се направи, согласно професијата, возраста, рамката која ќе се избере и слично, важно е. Меѓутоа во основа, еднаш кога ќе се навикнеме на прогресив, прогресивот е идеално решение и после слекој нареден ни доаѓа по автоматизам. Затоа јас давам прогресиви уште во раниот период, пациенти кои имаат плюс диоптрија за далеку, веќе после 45-та година им предлагам прв прогресив, кога мобилноста на вратот е добра, може да свати како функционира, се позиционира и кога ќе се навикне, после на 55-60 години ќе истата таа рутина во користењето на прогресив ќе биде добра. Постојат и леки прогресивни, само они не функционираат на принципот горе-долу, него они имаат концентрични кругови со различна диоптрија. И низ тие кругови пациентот гледа, а мозокот одбира кои се кругови за далеку, кои се за блиску, за да гледа на сите растојанија. Предноста е што не носи очила, недостатокот е што и на далеку и на блиску малце губи од контрастот. Но тие се па поблиску, вака по дизајн, со вградените мултифокални леки, кои што исто така се на принципот на некој во минатото повеќе кругови, а сега некој фокус кој што се менува низ самиот имплант за да пациентот гледа и далеку и блиску, како екстендиран фокус. Докторке, во последните години се многу популарни вежбите за очи на социјалните мрежи. Велат не ставајте очила, туку правете одредени вежби и видот ќе ви се подобри.
Што говори вашето искуство? Може ли диоптерот да се намали или пак целосно да се изгуби со специјални вежби за око? Диоптријата не може нити да се поправи, нити да се изгуби, но вежбите може да ни помогнат привремено во таа некоја наш капацитет, моќ на адаптација, акомодација. Например, не вежба, туку правилото 20-20-20 е дека на секој, да речеме, 20 на минути, треба 20 секунди да направиме пауза и од близина да погледнеме на амерички 20 стапки, односно да погледнеме во далечина. Ние тоа го претвараме дека на секој 2 сата, кога пациентот работи, човекот на блиску чита, компјутер, работи во канцеларија, треба да стане и 2-3 минути да погледне низ прозор надвор, да прави паузи, кај што фокусот од блиску ќе го тргне кон друго растојание. Ако вие имате фокус на блиску 8 до 10 сата секој ден, откако ќе седнете во канцеларија, па јадете на блиску, па со колегите на блиску и просто не сте погледнале низ прозор, кога излезете надвор, вие имате лажна диоптрија. Во тој момент ја да дојам со стакленцак, извадам -2 дека имате, а не е така. Така да треба да се прават паузи. И тие веројатно вежби. Прави вежби во кои нешто вие ќе подобрите не постојат. Вежбите се или да окото акомодира и да се менува фокусното растојание, или она што зборувавме да не се дадат прејаки очила прерано, да се опушти во целост акомодацијата, туку сепак да оставиме акомодацијата на својот природен тек. А има ли некои други секојдневни навики кои што исто така може да влијаат на видот од близу? Например, постои убедување дека ако читаме во недоволно осветлена просторија ќе ни се расипат очите или ако гледаме телевизија во темно? Нема да се расипе ништо, може да не ни биде пријатно, затоа што се мачиме и се зеницата е широка, а ние се обидуваме да фокусираме на близина, значи да акомодираме и тој спој е малку, пошто зеницата на темно сака да се расшири повеќе светло да влезе. Акомодацијата е отежната на тој начин, како што функционираат овие капки, што зборевме истовремено, и мала зеница и акомодација. Така да тоа ни отежнува нас читањето, може да не боли глава, може да ни е непријатно, се повраќа, али генерално ништо не може да се расипе од тоа. А како треба да биде осветлувањето? Има некакви препораки додека читаме? Дефинитивно жолтата светлина е попријатна отколку белото светло. Од таму произлезе и она blue cut стаклата, односно blue control на филтрите на екраните, дека не затоа што си белата светлина е лоша толку, туку заради тоа што е попријатно кога гледаме на жолтеникава нијанса, потопла боја. Генерално треба да имаме осветлување од позади, од лева страна, за да не се фрламе сенка, али генерално ништо посебно за очите, онака како ни е најпријатно, тоа би било најдобро. Ајде да ги вклучиме и гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете, го очекуваме вашето прашање. Едно прашање до докторката. Ја за долго +2, а за читање +4. Така? Ако не носам наочари, значи за кога возам, како матно да гледам, како под вода, а и далеку кој ќе погледнам исто, како под вода да гледам. А со наочарите ви е добро или надалеку? Добро, и надалеку и наблиску. Епа. Така, значи Само без наочарите не ви се гледа добро, а со нив ви се гледа добро. Така разбравме? Матно гледам и луѓе на 10 метра не можам да ги препознам. Без наочарите. Без наочари, со наочари ги гледам, да. Па, ете. Значи решението е редовно да се носат очила. Но Но бидејќи спомна и на блиску и на далеку. Има пациентот на далеку +2, блиску 4, има наочари, со нив гледа добро, значи немаме проблем. Без нив тоа што гледа матно е дел од диоптријата, не фокусира кај што треба. Така да го има и проблемот и решението. И тоа е тоа, ништо не е природно у целата ситуација. Значи ништо не е ненормално без наочарите што не може на 10 метри на тротоар да познае човек. Кога ги стави чим познава, све е окей. Така. Значи тоа е решението, редовно носење очила. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, го очекуваме вашето прашање, повелете. Да, ви благодарам многу. Би сакала да прашам докторката. Значи на едното око, јас сум кратковида и имам диоптер 3,50. Меѓутоа на едното око ми е диагностицирана, констатирана латице дегенерација, ако добро јас ја прочитав.
И што значи тоа, колку е опасно, тоа ми од скоро, да кажеме, диагноза за која што ми е препорачана контрола за неколку месеци. Меѓутоа, сепак би сакала нешто повеќе, дали треба да се направи, што е во суштина третманот за вакво нешто и дали постои некоја опасност, нешто, не знам, да се случи по, не знам, нели нешто со ретината и така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Латис, значи, кога спомнавме, кога правиме преглед, ние гледаме ретината. На периферијата, значи пациентката има -3, пошто она има таква диоптрија, нејза окото е подолго. Како што е окото подолго, сите структури се малку развлечени. И каде? На периферијата на окото, дека во должина пораснало. Од внатрешна страна, ретината е како тапет залепена. И тој дел на периферијата, која ќе расшириме зеница, го гледаме, и тој дел е оптегнат, како материјалче кој ќе се оптегне и долги години, така седи, па е излитена и према типот на тоа излитување, да речеме, како изгледа, така има разни имиња таа дегенерација. Латис дегенерација, што ја има она, снейлтрек дегенерација, светка, микроцистична дегенерација. И они се групирани према високоризични дегенерации, да се скине ретината, нискоризични дегенерации, дека се следат. Латисона спаѓа во високоризични дегенерации и постои ризик да се скине ретината. Може да се следи, па да се чека да се појават некакви симптоми, светкање, црни точки, нешто, или да се направи лазер фотокоагулација околу дегенерацијата. И сега јас кога имаме, например, пациент кој е млад, физички е активен, редовно се бави со спорт, има физичка активност регуларно, тие пациенти поради движењето нагло по инерција, стаклестото тело внатре гелот во окото, оно се движи повеќе, се мрда, и они имаат ризик да латис дегенерацијата се скине. Они се млади, па овој гелот нема толку брзо да доведе тоа кинење до аблација на ретина, ама има ризик да се скине. Кај пациенти кои се постмирни, повозрасни, дегенерацијата латис помала шанса има да се скине на тој начин, со движење, со физичка активност, ама па ретината има со полош квалитет и побрзо ќе се одлепи. Така што латис дегенерацијата во основа е нешто кое треба да се изласерира. Ласерот е како граничник околу дегенерацијата со ласер печати, се прави една мала лузна која прави да ако се скине, не се прошири скинатото од периферија кон центарот. И тоа е тоа. Пратењето не ни дава, го мислиме дека го имаме, нема да се поправи, латисот сам нема да исчезне, треба да пазиме на физичка активност и само ни создава екстра грижа. Кога ќе направиме ласер на латисот, онда сме на контрола за година дена и можеме да се бавиме со спорт колку сакаме. Значи тоа не опушта. Така, побезгрижни. Да, и за докторот е побезбеден дека не го следи на 2 месеци и за пациентот опуштено функционира понатака. Кога го споменавте ласерот, дали ке лицата постари од 40 години, кај кои што се јавува проблем со читањето, со видот на близу, се советува ласерска интервенција? Генерално не, имаше обиди некој ласерска корекција на презбиопија на оваа диоптрија, кај што на рожницата се прави една мала зона во која што пациентот може да чита, ама таа метода не ве заживеа баш, затоа што таа е привремена по карактер. Тие пациенти утре кога ќе добијат катаракта, ќе треба да се замени леќата и онда имплантот ни е покомплициран, не може да му ставиме мултифокален имплант. А веќе во исто време, во нашата технолошки развој, ние имаме пристап кон мултифокални импланти, кои за тие лица се многу подобро решение и потрајно. Значи, вие кога ќе се имплантира на 50 години една мултифокална леќа, вие не гледате, надалеку гледате добро, на блиску гледате добро, катарактата сме ја тргнале со тоа што сме извадиле природната леќа, значи диоптријата и видот за секогаш сте го решиле. Значи, тоа е трајно решение. А на 45 години да се направи ласер на рожницата е нешто кое трае 5 години и после малку не ограничува во другиве можности и затоа не е баш заживеана метода. Ласерска корекција на диоптрија ние правиме, например, над 40 години, кај овие што се минус диоптри, -3, например, и кај што оставаме мала диоптрија на едното око, таа моновижен варијанта и во ласикот ја коригираме на ист начин.
На едното доминантното око гледа далеку, другото на блиску и така од 40 кога сме направиле операција до барем 50 пациентот гледа без никакво помагало. Значи од 40 до 50 споменавте. Грубо, тоа е таму. Значи сепак има ограничување, тука не е трајно решението. Не, затоа што после 50-та веќе тој остаток од -1 на едното око веќе не е доволен, му треба веќе 1,25, па треба да стаи 0,25. Тоа е малку на почетокот, меѓутоа ќе има потешкоти, ќе треба нешто да додаде. Бидејќи диоптерот се менува со годините. Расте тој плусот со диоптерот, како што рековме, од 0,5 до кај 2 за близина. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, прекрасно сликовито појаснување на оваа тема која што мислам дека засега голем дел од популацијата. Речи си да нема човек кој што не пошол на офталмолог и на кој што не му е даден диоптер по 40-та година. Јас се надевам дека има нешто барем појасно на пациентите. Фала ви за поканата. Ви благодарам уште еднаш, ким се заблагодарам и на гледачите што не следеа и денеска со внимание во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути. Почитувани, се гледаме секој работен ден на Телма. Пријатно.